Јас сум Славе Петровски, роден у село Ветрен, 1940 година. А со кеменето почнав да баратам од 6 години. Со Чича Мишчучко, оние и тројца беа, со сестата са тројца роди. И сите свиреше на кемене, ама тоа е најстарио Чича, он свиреше из гајди, из тамбура, ама ја не сам имал мерак за гајди да свирам и не сам се научил. А дефинитивно почнаа да свира ора такви работи од 8 години. А после од 62 година се населиме у Делчево. Па бе запустел да не свира. Од 76 година со Димитар Озунски од Трготивиште почнаме да одиме на фестивали. Прво одиме у Долнини, па у Белград на Бемус одиме, у Загреб на тој меѓународни фестивал, само забори как се викаше. А у Белград одиме на село Весело, една емисија имаше и таму ка свиреме. После, како у оркестар за свиреме со Габровска игрорна група. Одиме за Романија. Од Романија одиме за Битола и со онaj ден Маријан имаше фолклорна група формирано. Одиме с него за Битола, за Линдински денови, за Долнени одиме. Од 76 па до лани се одиме у Долнени кумај на фестивал. Па негде околу 30 пати сме одели у Долнени на фестивал. Па одех у Маđarска на фестивал за изработка на кемени. Таму изработих едно кемене и земах прво место. Освоих. Ама кеменето го оставих таму како за успомен на нив. После од Маđarска одиме за Полска на фестивал. А там се викаше тој фестивал за тие музиканти за дочек на летото. Тоа беше на 31 јуни. Дочек на летото и фестивал се одржува и таму у Полска. После одиме у Германија, у Минхен, со Владимир Боцев од Скопје на музејот на Македонија. И таму на тој фестивал се вика Октоберфест. Там одиме една недела там се онадемо, таму после па тука по настапување на тие Гоцеви денови сме настапували, на Габровска, таа свадбата Делчевска имам 2 пати настапувано. И до ден денеска се свира, ама сега у последно време почнава прстите да откажува и не мога, веќе ората не сака онако по мој укус да се свира. Има, грешавам ги. А нешто за кеменето да ми кажете? Па кемене почнаа да изработувам од 16 години. Имам направено многу кеменета. Од 16 години до 20, до дека идех војска, имам направено сигурно 30 кеменета тоа е таму. После од тат си дојдев, почнах патува да изработувам. Имам и тука изработено на музичкото училиште у Скопје 5 кеменета сам направил. На това училиште туа Климен Охридски и туа 5 кеменета направих. Ама това са не знам дали ги одржава, дали чува, немам појма. А тие у Скопје ги одржава, има свират со них, учат свирджи, там гледам на телевизија има прикажува и какво свират, ама почнали са да свата
да свират. И кемената изработвам, и тамбури изработвам. А това колко е старо кемене сега, що свирите на него? Това не е много старо, има 89-та ли го правих, така нещо. 89-та година направих. Тук един комшия докара Крушово едно трупче и ми го даде, отцапием от него и от Крушово дървото е направено кемене. А други кемена съм правил от клен, от орех, от круша исто. Само последно време изработвах и от върба. Ама и тия бяха много успешни. Хубаво свирея, има добър глас дървото. Ама от червена върба, не от бяла, тая крепката що е. После чича ми правеше кукли. И я само го посмотрах кой ги правеше. И после я почнах за време горе, като си бех на село, имам направено 3-4 кукли тамка. Бех това изумил Арно, ма той Боцевски ме подсети, вика нещо да изработваш и на мен ми текна дека кукла, па направих и за музей у Скопие една кукла и изцелата аз я направих. А без да ми кажу, аз сам си изработвам. И защо ви е куклата? Куклата, защо ви е куклата? Що работите с нея? И куклата, като я свира она игра. Она игра? Да. Ке ми го покажете ли това сега? Ще покажеме. Айде да видим. Скопие, това е музей на старата железническа станица. Одиме и свирох на тия все композиторите. Това е Александър Джамбазов. Ако нето не види он дека я свири и гледа и после ме пита, вика, дай, вика, ти ми обясни какво, вика, ти свириш, а она истото игра, вика, а що има, вика, да игра? Викам, това не мога да ви го кажа, викам, това е тайна. И не мога да кажа това, вика, аз сам, вика, чуда композитор съм, вика, все съм видял какво кукли правят с конци, вика, вързава игра, а твоето, вика, безконец, ама коти това не се види, не. И така остана.